Добредојдовте во новогодишното издание на емисијата за Скопје, наричана Скопје але але. Ги запознав на еден настан. Јас водев настан, на тие беа бенд кои што настапуваа по завршувањето на официјалниот дел на настанот и баш ме бендиса. И си реков мора да зборуваат и тие за Скопје во нашата Скопје але але. Заради тоа што името на бендот е Аудио Скопје, а и заради тоа што имаат свој скопски приказни, имено сите се од Скопје, и заради тоа што одлично звучи. Сега, нема да возгрешам. Нели, Дарко, нема да возгрешам? Здраво за Дарко, Билјана, Горан, Љупчо и Мартин. Започнато топ. Одлично, супер сме. Сега, кој памти од вас кога сме се запознала? Мартин, памтиш? Дарко, памтиш? Памтиме сите, мислам дека да. Знаеме многу одамна, сега не можам Не, да дали вие, мене дали ме знаете од еден настан? Јас памтам настанот беше во Павликрум. Така. Меѓутоа што свиревме на кој настан За Скопје исто беше така е, 13, нешто да, беше, 13, така е, да. така е. Супер, добро. Памтиш да. Сега, јас сакам да знам како беше создавањето на името на бендот и како вие луѓе се собравте заедно. Кој ќе кажува, можете сите помалку. Како одеше приказно? Јас ќе почнам па Ајде, па продолжете сите. Продолжи друг. Да, бендот е формиран пред 10 години. Добро. Официјално, значи 2014 година. Инаку сите ние се знаеме уште претходно. Пред формирањето на Да, бендот? и приватно се дружиме исто многу. Значи во овие 10 години се поминали приватно многу тешки моменти, многу убави моменти приватно, што нели придонесува за хомогеноста во бендот. Инаку како започнавме? Јас, Љупчо и Горан и претходно свиравме по други состави, да кажам. Мартин го сретнавме во еден Како се локал. смешка. Добро. Ќе се напијам вино, каже приказната. Што Беше правеше фан, Мартин? човекот ни беше фан. на вас тројцата, така? Дефинитивно, Ево нека првично Добро. доаѓав на нивните свирки. Добро. Они беа истиот состав, они тројца со плюс четврти член кој што Добро. беше пејач фронтмен, како да е. И јас многу често доаѓав од нив, во понеделник свираа во еден клуб. Тоа беше во парк, каде што наблиску од нив тука имаше голема дискотека која што имаше журка ненормална, ама ја идев на свирка кај нив константно. Аха. И после тоа како фан некако се наметна некоја на сосема друго место да дојдат Дарко и Горан. Јас таму имав некој свој перформанс, незваничен. Каков перформанс, Неофицијален. Мартин? Па перформанс од типот на така кога ќе се затвори кафаната после Фантастичен после еден научните перформанс. часови, да. Добро. Мало убаво друштво собрано од 40-50 луѓе. Ама мало друштво, че Добро. Добро. Да, баш скопско место. И? И тука дојдоа Горан и Дарко од нигде никаде и ме фатија така на HR ние бевме во тој момент за бендот, бевме вие ние бевте тоа, правевме, така. да. Усари дошли- Cat hunting правев. Не, ама стварно што правеше Мартин? Како ги забавуваше луѓето? Што? Бев во тој момент сигурно качен на некоја убава маса, тврда, со гитара у раци, забавував некоја си широка маса, 50 на луѓе, сите играат пеа. Добро. И Дарко му рекол на Горан, овој дечко треба го Аха. Така беше. Тоа е човек. Супер. прилика. Да, а филозофа што никада не изборува, Љупчо ќе кажа. Добро. Чекај, да се разбереме. Дојдоа двајцата возбудени. Мене дома, Горан. Реформулирај ова, после. Дојдоа двајцата. Тоа е веќе друго. Тоа е веќе друго. Добро. Гледаме дечката, треба да дојдеш да го чуеш Аха. гитара, свири гитара на маса се на пентаgon, нешто Добро. кој не забавува. Знаеш што каже Љупчо? Што кажа? Ама кажате ли ако него бива дека може нема да биде тој? Ам да, но мислам чисто 10 години тука сум. да менаџираме очекувања, нели? Да. Чекај сега, да И- помине последниот филтер. Така е. Тоа е Не, кај- чекај сега, Горан, и кога отидовте во
во кафичата, ама можеме да го кажеме името на кафичата. Да, нема да. проблем. На Рустикана, по А, првото Рустикана. место, да, Значи, тоа прво, ми се да, наши Кецот. другари, Кецот. пријатели, Супер, да, супер. добри години, поздрав до Рустикана секако. Таму се почна, тоа е близо пријателски однос, кај што Аха. почна све на ајде Ајде да правиме пробаме. некоја- Да, да пробаме. Добро. И така пробавме и така почнав јас да учествувам, да Не, бидам не, дел од чекај, многу ми е важно. Би ти учествуваше во создавањето на името или дојде кога веќе Не. беше аудио? Не, јас се приклучив подоцна. Аха. Можам да кажам дека Мартин ми беше мојот фан. Прво се запознавме на моја свирка со Е, Кумбао Салса супер. Бенд. Аха. И мислам дека од таму уствари. Па да, Почна Таму те да, запознав. да, да, да. Со Лјупчо се знаеме многу години, да не кажам од деца, и со и Дарко приватно се знаеме многу долго, да потекнуваме од исто село. Јас сум мајкон Аха, податко. Добро. Со Горан некаде не знам, веројатно тука. Никаде во Along the Низград. way. Да кажем официјално сум некои 6 години. 6 години, да, од Да. 2018. Те чуваат ли како единствено женско, вака искрено, наискрено? Не баш. А? Не баш. Јас сум мета на сите можни Стварно? шеги. Да, да. И Ама како јас го прифаќам издржуваш? тоа, го прифаќам Го бидејќи ги прифаќаш. чувствувам блиски Блиски, како да. семејство. Да. Mi zdodevaš ti со Trafalgar Square ili pak Champs-Élysées, со Paris, Malme, Venecija, Rim ili pak New York i Beč. Se pali što si bil vo Monte Carlo, vo Londoj čajte česte Elton John. Si bil od severen do južen pol, ko nosiš si od svet, vo najmali od prst. A znaš li ti za Ohrid i Prespa, za Dojran i Bled, za Belgrad i Niš, Ljubljana i Zagreb, za Budva i Split. Da
Билјана ни е другар. Дефинитивно. Значи ама другар, не другарка. Брака. Другар. Така треба другар да Екипа. биде Дефинитивно, Брат. да. така, брат. И Билјана Така да братов. издржи. Да. Така, И мислам мушки. дека се трудиме сите да ја заштитиме и да чуваме и кога Така е. И ја да ја- напаѓаат љубители, Други фанови. фанови. Стварно, има и Кога такви сме- работи? Па има, секако дека има. Билјана ја знаете сите И како? долго време и нормално дека сака секој да приде да се запознае, да се слика и тука сме тука да држиме некоја дистанца. Па добро, за Не ја тоа е браниме, супер. ама тука сме да ја заштитиме ако треба. Се грижиме за Ќе ни него секој. ќе ми каже никој како дојде името на бендот или не кажувате, не откривате. Дарко е Повторно. кри, Кумот. Дарко е Кумот. Кумот. Еве Ајде, го, кумот. кумот. Кога го создавав името, сакавме Скопје да биде во името на Браво, бендот. бе, Даре, бе, па, стварно, Зашто? бе, Зашто, за тоа нели? се дел од емисија. Пошто сме Пошто знаеме 10 години унапред дека ова ќе се Ние, случи. Екатерина. сакавме Така да- Скопје да биде во името затоа што нели Да. како скопски бенд, како градски бенд да кажам, нели? И од сите тие лоши предлози кои што ги имаше, Другите предлози? Кажи, не знам тој кажи. лист го мислам дека го чуваме пред Јас некој го време. чувам, тоа е едно ливче, Добра. 10 години више седи негде тука Добра. во гитарите. Имаше 2-3 варијанти, Скопје дефинитивно беше, мора да го направиме. мора да Скопје има биде, нешто да. со Скопје. Беше Куманово, Свитне. Немаше други. Не иначе кога настапуваме во други градови, Добро. добро Аудио ние сме штип. аудио штип, да, не сме били Куманово. Да. Па Чисто да, флексибилно, па мислам. флексибилни Беше се. СК аудио нешто, едно од имињата и да, А 091 немавте 091? Може би? Имаше. Да. Имаше Имаше 091, Да. да, имаше 091 во едното, а на крај ги ставивме како 3-4 предлози. Ајде да гласаме, она беше баш гласање како ако ви текнува како на Евровизија. Добро. Со 12, 10, Аха, 10 поена. децата се добро. Аудио Скопје ги собра гласовите од публиката. Да. И како почна се во однос на тоа каде ќе настапувате? Рустикана беше местото кај што тргнавте или приказвате или некако логично Првата или не? официјална свирка, да, беше во Рустикана, 1 април ни е уствари роден ден на бендот. Ама де! Добошла. 1 Ау, април. Сме- добро. да, да, Ама да. вам среќен, да се договориме. Да, Така, да, може да. да е шега или не, вам ви е среќен На ден. нас не е среќен Така. дефинитивно, кој се надеваше дека 10 години ќе издржиме. Не може, ама еве, ние сме тука. Фала Богу. Инаку Се истите шалам, членови 1 април, сме. да. Истите? Да, Да. 10 години сме. Истите Е, членови сме, да. Да. Ние сме кате пред се Пријатели. сме сите другари и пријатели и така и живееме. Се помагаме во секој можен план, значи буквално живееме еден за друг. Со сите своји обврски што ги носиме, гледаме да се надополнуваме. Така да веројатно и тоа е една од причините зашто Аудио Скопје Постои толку обстојува време. и постои 10 години. Билјана дојде како што кажа да не повторувам. Пред 4 години, така? Така 4-5 години. И сега Ми што се не ме приклучи. викаат по кафани, Не те викаат по кафани, не кажи се сега, ти е Ау. шанса. Сега. Значи Мартин, Дарко, Горан, Лјупчо, во кафана без женско не. Љупчо не иде по кафани. А, Билјана значи без Лјупчо, Билјана. Него, да. Од Љупчо, да. Да. Супер, супер е кога имаме ваков еден бенд кој што им функционира и во името има Скопје, како и оваа емисија, нели како и местово каде што сме, а тоа е Скопје Сити Мол. Скопје има микроклима, изголето кочан зима, градски цини, коли брда, сино небо земја тврда. Да. Марте Вардер брзо тече, да ни носи врве влече, Скопје прави пани сами, има 9 лути рани. Да. Скопје има славни мала, тебе мала ни е шала. Скопје јава брзо колче, а вре момче маке дојче. Да. Смели се и не ме ригале. На ми. Ајде да здраве, Скопје. Отив да допие, градот е ме градот свие. Рано утро шке ме чува, после се
избирате. Заради тоа што и вака ве гледам и нели кога ќе свирите, се гледа тоа дека не сте баш вие, како да кажам, исти. Туку сте сите различни и карактери, и Да. секој си го носи својот карактер. Вие се карате додека се создава тоа што репертоарот на бендот? Конкретно, ако Може, Горан, дозволиш. увели. Куме, Куме? конкретно репертоарот на бендот се создаваше Добро. низ годиниве. Гледавме каде и како можеме нашата некоја енергија да доловиме со стар кириличен Да. рок-н-рол, поп, Аха. македонски, која ќе биде нашата контрибуција во сето тоа и како можеме наш белег да оставиме. Добро. И се создаваше полека Репертоар. со годините, како што Да. нели почнувавме. И сега да кажам дека имаме еден убав кор Аха. на сите тие песни. Потоа се сугестии од секој од нас. Чекај, дај да видиме Да. и оваа песна. Ама како се оваа песна? Не, чекај, дај може вака да направиме, дај свин да ја направиме. Може малце по рок-н-рол па да истераме вака. Сите песни кои што ги свириме, пошто ние сме генерално кавер бенд, имаат некој наш Белег. контрибуција, белег, кој што да печат. Така. Ете го зборот. Ете го Фала зборот. ти. Да. Кој што го сликува аудиоскопија во целата таа изведба на Секако. тие одредени песни. Да. Не се расправаме конкретно за репертоарот, Добро. меѓутоа секој има одреден процент од репертоарот каде што ова ми е овие ми се коњак песни, овие ми се милени песни, Така е. овие ми се скопски, чекај сега, дај малце Овие не. И Аха. Се на балансирате. компромисот кај нас, јас го гледам ако направиме една аналогија, една брачна дружина, Да. знаете како, и Функционира. тука мора да се добива некој, да кажам, компромис и Супер. сето тоа функционира. Приказвате за Скопје и сакам да знам секој од вас зошто го сака Скопје. Веројатно го сака ако сте во бенд во кој што го има имате Скопје. Ако е лесно прашањево. Да, па добро, ти пробам да го одговорам. Ајде. Па го сакам Скопје затоа што еве тука сум пораснат. Каде си пораснат, Дарко? Јас сум од Лисиче. Таму сум роден и Добро. се уште таму живам. Мислиш во Кукита? Тоа Да. ли си ча? Топ. Не ти е лошо. На Островска, ако знаете А, таа е добро, знам. Островска. Јас сум од аеродром, така што ги знам. Да. И? Како е да се живее во Куќа? Куќа е супер. Во Дворче мислам нема Нема подобро подобро. од Двор, да. Значи сако земам да набројувам зашто го сакам Скопје, го сакам заради Вардар, заради скопско пиво, заради аудиоскопје. Добро, заради? Заради роднини, пријатели, Така е. така, значи едноставно. Го сакам Скопје тако како што е, значи низ годините се менуваше и се уште се менува и сметам дека тоа е нормално за еден град. И стварно уживам во Скопје, мислам. Топ. За мене е најубав град. Супер. Noќва пак на моите прозорци, сребро краде месечина, а тебе сонце полни зеници, некаде во далечина, претешка далечина. Тебе те нема, пак те гледам, лето ти јас, твоето писмо, 2-3 реда, моја Библија. Тебе те нема, пак те гледам, лето ти јас, твоето писмо, 2-3 реда, моја Библија. Пишу те сега, Oh, I love you so, пишу само вака. I will never know. Пишу, ама мислиш, пишу
ќе кажеш? За Скопје? Да. А јас би рекла дека повеќе ми недостига она безгрижно Скопје, кога имавме помалку пари, а кога добро се А забавувавме. имавме и- поише другари. Да, кога се собиравме дома, со пијачка, јадачка, музика, некако беше многу подобро од денешното време, но и сега имаме исто така причина да го сакаме Скопје, бидејќи ни нуди многу можности, доста стекнати пријателства поради работата. Тоа е тоа. Тоа е тоа. Во суштина, мојата приказна за Скопје почнува, да кажеме, од малечка со баба и дедо на последна 24-ка, Кисела вода, од каде што е исто така и личо. Ај, тако филозофот се јави, добро е. Потоа продолжува во друг град, во Свети Николе, па некаде до 15-та година. Од 15 години веќе живеам во автокоманда, потоа се преселувам на Чешма, исто Кисела вода, и од тука веќе... Сега си на Чешма? Во моментот не, меѓутоа тоа е моето седиште, да. Добро, Да. и значи најмногу беше кисела вода Така, мислево, за така кој е. што би те прашала. Да, да. И што на Од што се кисела асоцира вода, нешто да ни раскажеш. Најмногу за тој исто, период. исто дружба, едно мало дуќанче каде што се собиравме на Чешма и исто така имавме седенки, Добро. дружба. Потоа го паметам најмногу. Тоа време, а исто така Скопје ми остави белек на времето во средна школа, А? кога излегувавме во МНТ во диско. И кога бев колекционер на туги јакни, затоа што, нели, кога ќе заврши журката во 3 сат, бараш Взимаше јакна, туѓа. немаш и другарите те бодрат, окей, земи некоја, Земи како која. си дома, да. Имам Босија? неколку јакни, веќе ги немам, кој знае каде се, ама тогаш Не се имав, твои? да, имав туги јакни, затоа што некој е облекол мојата, па морав јас да земам облечеш туѓата? Да. А, ова Пошто не беше ми се нели зимно случи. време, затворена дискотека, Добро. се враќав дома со Со туги туѓа јакни, јакна имав нисум 2-3. Браво бе, Биби, па сме овие Така, сталудливо дивојче. Да, Па. важно, па, некој ги има важно е. моите, јас нивните, така да. Е, тоа е Скопје. Да. Гуран, зашто го сакаш Скопје? Ако може во неколку реченици? Сега дека може. И е многу комплексно прашање кое што ќе се обидам да го одговорам прилично кратко. Причата почне, роден сум во Скопје, Добро. сплетна околности живеам во Србија до моје пето оделение. Аха, Јутоа сум роден во Скопје. добро. Од пето оделение доаѓам, јас сум кај баба ми Ѓорче, година дена учам у Влаја, у Дима Хаджидимов, година дена, аеродром. Аха. Тоа е фиксно 20 години Дромец. Дромец и Нели? најдобро е, абе немој тука. Значи таму ги имам искусено сите оние. чекај, уни се од Чешма. Да. Како ќе играме? Ти од каде рече Лисич? Лисич, Ма да. ние сме веќе 3. Да. Ти од кај си? Ново Лисич. Много. Абе готово сме! Ова А, Бенто да аеродром и Лисич и Ново Да. Лисича. 20 Добро, и од години, Чешма да. да е, Да. добро, добро. Последна 24. А, добро. И, Гуран, 20 извини. години Дромец, сите оние, значи од пето оделение до и после средно и факултет, се тоа е таму, малски живот, серва. Каде баш, каде си баш? Стар аеродром, Табако 2, црвените згради. Ау, полициските. Тоа е, да. Сајкански, да, да. добро. Сајкански, да, функционер, татко ми, Да. За љубов, другари и музика имам душа страшно широка. Животот како таков убав е, затоа што знае да го живее. Сите мои добри другари, сите мои стари љубови, би сакал да се нотва со мене, спомени лоши да испиеме. Еј, мајко моја, роди ме, уште еднаш после се, толку многу сакам јас, животот е само час. Мајко моја, роди ме, уште еднаш да ми е, не знам утре што иде, ма нека биде што биде. Колку песни недовршени, колку сништа неостварени, години во неврат минати, ке одидат низ реки солени, а и покрај се смееме, сите иста песна пееме. Не може уште зори смрачени, изгони жени
колку многу сакам ја, животот е само час.